Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден! Бог се јави, навистина се јави. Добре дојдовте во нови 70 на минути на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио во Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денес. Низ цела Македонија беше прославен еден од најголемите христијански празници – Богојавление Водици. Управниот суд ја врати надлежноста на општина Тетово за гимназијата Кирил Печиновиќ. Женскиот фудбалски клуб Љуботен со 5 бразилки во тимот претендира на нова титула во Македонската прва лига. Во Владичин хан во Србија поставена спомен плоча за 10 тетовчани убиени во Втората светска војна. Лишени од слобода 8 осомничени за упадот во македонска навигација. За 5 мина одреден куќен притвор. Празникот Водици, Богојавление, народот го празнува како еден од најголемите христијански празници, затоа што на тој ден Исус Христос е крстен од Свети Јован Крстител во реката Јордан. Со тоа на овој празник му се дава значење на крштевањето како една од повеќето свети тајни на христијанството. Крштевањето значи и духовно раѓање, односно почеток на човековото живење во верата. Затоа кумот се смета за духовен родител на крстениот и најблизок роднина. Со овој празник завршуваат не само 12-те така наречени некрстени денови, туку и циклусот зимски празнувања во кои спаѓаат уште и свеченостите поврзани со Бадник, Божич, Нова година, Василица и слично. Празникот Богојавление се однесува на настанот на Христовото крштевање во реката Јордан од страна на Свети Јован Крстител, кој уште се вика и претеча, што значи предходник. Тој со своето учење одел пред Исус, што значи дека му предходел на Исус и затоа е наречен претеча. Свети Јован го повикал народот на покаяние и му кажал дека е дојдено време кога ќе се појави Спасителот на светот. При тоа луѓето ги крштевал со вода и им кажувал дека тој што ќе го донесе по него ќе го крсти со Свет Дух. Јас ве крштевам во вода, но иде посилен од мене, кому не сум му достоен да му ги одврзам ни раменчињата на обувките негови. Тој ќе ве крсти со Свет Дух и со оган. Овој настан се нарекува Богојавление, Епифанија, јавување. Во почетокот на празнувањето на Богојавление, во овој празник биле славени повеќе спомени, меѓу кои и раѓањето Христово. Во 4 век празниците биле одделени така што Христовото раѓање било пренесено на 25 декември, на денот кога паганите го празнувале Богот на сонцето, а христијаните го празнувале сонцето на правдата. Крштевањето се изведува преку потопување во вода, на тој начин верникот излегува од водата измиен од гревовите. Според Јован Дамаскин, Христос се родил за да ги уништи главите на демоните во водата, бидејќи постоело сваќање дека демоните живеат во вода, за да го измие гревот и да го погреба целокупниот стар Адам во водата, за да го освети Крстителот, затоа што не го освети претечата Христа, туку Христос го освети претечата, кога последниот ја стави својата рака врз Христовата глава, за да го исполни законот, затоа што тој самиот го даде и не требаше да испадне негов престапник, за да ја открие тајната на Светата Тројца, бидејќи во тој час имаме јавување на Светата Тројца, за да стане образец на нашето крштение, кое е совршено крштение и да се врши во вода и Светиот Дух. Со своето крштевање во реката Јордан Исус ги освети водите
И денеска на денот на Богојавление се извршуваат осветување на водите. Така по осветувањето водата престанува да биде вода на падот и станува вода на обновувањето, бидејќи се соединува со несоздадената благодат Божја. Именден празнуваат Богдан, значи даден од Бога, Богдана, Божана, Бојан, Бонка, Богомил, значи мил на Бога, Јордан, Данчо, Јорданка, Данка, Даница, Дарин, Јован, Јованка, Јонко, Јонка, Јоана и така натаму. Таму рано сонце изгрева, таму сонце касно заоѓа, кај што се на среќа мириса, мириса на Македонија, кај што се на среќа мириса, мириса на Македонија. Таму шара небо искина, таму Вардар земја милува, денот таму со песна почнува, таму е мојата фамилија. Еј, што да кажам, малку срце в гради ке ми распукне, а штом тоше зајди, зајди запе, сите добро знаат кои сме. Еј, и да пејам малку срце вели дома врати се, има само еден лек за душава, тоа е мојта Македонија. Што ми ветуваш, таму секој на секој верува, таму збор е вреден како грош, еј, таму нема човек лош, таму збор е вреден како грош, еј, таму нема човек лош, таму љубов сказна пишува, со полни гради се вдишува, со солзи мајка ме очекува, таму песна болка лекува. Што да кажам, малку срце в гради ке ми распукне, а штом тоше зајди, зајди запе, сите добро знаат кои сме. Не, и да пејам малку срце вели врати се, има само еден лек за душава, тоа е мојта Македонија.
Со мои очи да ја видите, би знаеле колку сакам дома да се вратам. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Митс, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. За своите маки да не кажува. Дајте добра песна и добра ракија. За нас тоа ни е леко до тешки времиња. Нека е нешто весело се живот да заигра. Заборавам на маката и тагата. И во ова време, ние не се даваме. Нека слушнат и душманите, како се веселиме. Здравје да ме служи, а и паметта, и да ми е жива здрава фамилијата. Бог да ми ги чува и пријателите, на нас кога ни е тешко вака да ни е.
zaigra. Barem mogu da zaboravam na makata i takata. I ova vreme nije nesetavane. Neka slušna ti dušmanite kako se veselime. Zaigra, barem mogu da zaboravam na makata i takata. I ova vreme nije nesetavane. Neka slušna ti dušmanite kako se veselime, kako se veselime. 46-годишниот Сашо Стојков беше најсреќен меѓу тројцата верници за водокрст, ден пред Водици во Тетовската црква Пресвета Богородица, каде што се изврши голем водосвет и спуштање на осветениот крст. Свештениците Томислав Јосифовски и Велјанчо Огненовски одржаа утрена богослужба со Василева литургија и голем богојавленски водосвет, пошто се изврши испуштањето на осветениот крст во црковниот базен. По крстот скокнаа тројца верници, 46-годишниот Сашо Стојков, 45-годишниот Горан Анđелковски и 26-годишниот Нинослав Дамјановски. Во моите 46 години прв пат скокам по спуштање на осветениот крст. На сите граѓани на оваа држава им посакувам здравје, среќа и благосостојба да им царува во нивните домови, изјави Сашо Стојков. Оваа традиција единствена во Тетово за чинот на спуштање на крстот да се извршува и на празникот Водокрст, односно еден ден пред Водици е почната 1986 година. Тогашниот владика господин Кирил дал благослов за голем водосвет и спуштање на осветениот крст, а таа година е изграден и црковниот базен. Јас те пратив на вода Калино, јас те пратив на вода Калино, и на вода одиш, бело лице биеш, поерјени гледаш мори Калино, и на вода одиш, бело лице биеш, поергени гледаш мори Калино. Пусто да остане мамо лицето, пусто да остане мамо лицето, кога нема него, либе да го љуби, тебе не те слушам, мори мајколе. Кога нема него, либе да го љуби, тебе не те слушам, мори мајколе.
te prativ na Osjekalino, ja te prativ na Osjekalino, i na Osje odiš, belo grosje bereš, na Ergeni davaš Morikalino, ti na Osje odiš, belo grosje bereš, na Ergeni davaš Morikalino. Pusto da ostane, mamo, grožje to, pusto da ostane, mamo, grožje to, koga nema libe, so nego da beram, tebe ne te slušam, mori majkole, koga nema libe, so nego da beram, tebe ne te slušam, mori majkole. Давид Дамјановски, 21-годишен од Тетово, го фати осветениот крст на годинешното празнување на Богојавление водици во соборниот тетовски храм Свети Кирил и Методи. Митрополитот господин Јосиф заедно со повеќе свештеници ја отслужи архиереската литургија, чин на водосвет и положување на осветениот крст во црковниот базен. Првпат скокам по осветениот крст и за првпат успеав да го фатам. Посакувам Господ да дарува здравје, љубов и беричет во оваа година, истакна Давид Дамјановски. По осветениот крст скокаа 24 годишниот Давид Ристовски, 23 годишниот Најден Ристовски и 21 годишниот Давид Дамјановски, сите тројца од населбата Двабреста во Тетово. Младиот Виктор Брешковски беше најсреќен меѓу тројцата верници кои скокаа да го излечат положениот осветен крст во водите на базенот на црквата Свети Димитрий во Теарце. Во село Раотинце од 7 скокачи крстот го фати 19 годишниот Славиша Јовановски. Во Милетино пак 17 годишниот Тодор Ѓорѓевски го фати осветениот крст. Богојавление водици се прослави и во Стенче, се изврши голем богојавленски водосвет во црквата Свети Илија и спуштање на честниот и животворен крст во реката Вардар во село Стенче. Најголема среќа имаше 29 годишниот Јован Ангелковски кој го извлече осветениот крст од водата на реката Вардар. 15 годишниот Илија Адамчевски го фати осветениот крст на традиционалното празнување на Богојавление водици во црквата Свети Атанаси во Тетовска Брвеница. Единец се жени мајко денеска и во куќа тој ви носи сна убава. Тама нека удри силно да се разле, доста време ергеновен да се захле. Прва радост ваша, сака да ви наздрави, еј со полна чаша. Ајде, запејте, време е за славје, Господа ни подари берикет и здравје. Ајде, запејте, време е за славје, Валандовски сватбари ке свират до забајле.
nale rakija i vino, ja sum rodo tvoj i za se ta ljubov jaskevi se odloža, tvoj talo zamili, tato keja prodoža. Za Katarina zdravi, ej, Sopolna čaša. Ajde, zapejte, vreme je za slavje, Gospoda ni podari, velike ti zdravje. Ajde, zapejte, vreme je za slavje, Valandovski svatvarike svirat do zabajle. Za Katarina zdravi, ej, Sopolna čaša. Ajde, zapejte, vreme je za slavje, Gospoda ni podari, velike ti zdravje. Ajde, zapejte, vreme je za slavje, Valandovski svatvarike svirat do zabajle. По повод големиот христијански празник Богојавление Водици беа осветени водите на Преспанското езеро и беше положен светиот крст во осветените води. Рекордна бројка од 71 пријавен верник влегоа во осветените води за да го извадат светиот крст. Честитки за Кристијан Карапалевски од село Дрмени кој успеа да го извади крстот од водите на Преспанското езеро. На сите верници им го честитам празникот со желби за здравје, среќа и мир во нивните домови. За многу години Бог се јави, навистина се јави, пишува на својот Facebook профил градоначалникот на општина Ресен Јован Тозиевски.
Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. На Петровден кога сонце истра
Спорт. Македонскиот шампион во фудбал, женскиот фудбалски клуб Љуботен, се засили со нови интернационалки. Нови фудбалерки на женскиот фудбалски клуб Љуботен се бразилките интернационалки Чеури Харумија Гоја и Наталија Луана Оливеира Силва, соопштуваат од клубот. Гоја се враќа назад во женскиот фудбалски клуб Љуботен по 6 месеци поминати во Турција. Се враќа добро познат играч во добро позната средина за добро позната цел – освојување на нова шампионска титула. Наталија ќе представува вистинско освежување во сите линии на шампионот и со своето искуство и тоа како ќе придонесе за полесен пат до целта новата шампионска титула, потенцираат од женскиот фудбалски клуб Љуботен. Сега во клубот има вкупно 5 бразилки, настапуваат уште Рафаела Кармо Мартинес, Пресила Едита Силва и Викторија Талита. Женскиот фудбалски клуб Љуботен е актуелен шампион на Македонија и се наоѓа на првото место по есенскиот дел од сезоната. Pesna da se sluša, da ja teša mojta duša, svirete mi, ej, svirači. Zašto ja zataguvam? Dajte da se raduvam. Zašto sozidale? Da je teša mojta duša, svirete mi, ej, svirači. Vaša pesna da se sluša, da je teša mojta duša, svirete mi, ej, svirači. pesna zaleja. Vaša pesna da se sluša, da
da je teša moja duša, zapete mi ej drugari. Zašto ja zataguvam? Dajte da se raduvam. Zašto suzi dale? Dajte pesna da pejam. Vaša pesna da se sluša, da je teša moja duša, svirete mi, ej svirači. Vaša pesna da se sluša, da je teša moja duša, svirete mi, ej svirači. Marketing, sonce odvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Раководителот на одделението за образование при секторот за јавни дејности на општина Тетово, Валдин Алдеми, одржа пресконференција на која рече дека ја добиле пресудата на Уставниот суд со која се поништува решението на Министерството за образование и наука со која беше одземена надлежноста на градоначалникот на општина Тетово по однос на целокупното работење на средното општинско училиште гимназија Кирил Печиновиќ во Тетово. Имено, Уставниот суд во својата пресуда е јасен, дециден и категоричен дека Министерството за образование и наука постапило спротивно од Законот за средно образование, додека од страна на Министерството за образование и наука е донесено целосно неправилно и незаконито решение за одземање на надлежноста на градоначалникот на општина Тетово и дека Министерството за образование и наука не пристапило воопшто кон утврдување на факти и докази кои што би представувале основа за донесување на ваква одлука со која на градоначалникот му се одземени надлежностите и ингеренциите по однос на средното општинско училиште гимназија Кирил Печиновиќ. Сакаме да потенцираме дека Управниот суд ја оценил законитоста на оспореното решение за одземање на надлежности на градоначалникот на општина Тетово и јасно и недвосмислено во својата пресуда констатирал дека Министерството за образование и наука сторило повреди на одредбите од Законот за средно образование, а фактичката состојба нецелосно и неправилно ја утврдиле на штета на општина Тетово. Од тука произлегува дека со пресудата на Уставниот суд на градоначалникот на општина Тетово му се враќаат надлежностите по однос на целокупното работење на средното општинско училиште гимназија Кирил Печиновиќ, изјави Адеми. Оваа пресуда е победа на правдата, оваа пресуда е моќен одговор на незаконските обиди за влијание врз одлуките и работењето на образовните институции.
Ова е победа со која се игнорираат политичките игри кои им штетат на граѓаните. Оваа победа на правдата не е само триумф на образовните институции, туку е и моќен предизвик против политичките игри кои под какви било околности се обидоа да ја корумпираат и да влијаат на правдата и интегритетот на образовниот систем. Во овој момент сакаме да нагласиме дека не можеме да дозволиме корупцијата да помине под незаконски молк. Мораме одлучно да се спротивставиме на секој обид за манипулирање и корумпирање на нашите образовни институции, истакна Адеми. Prošetam po širok svokak, a na demel čaršija kafege se napijam. Mladost milno ke si spomnuvam, a na demel čaršija kafege se napijam. Mladost milno ke si spomnuva. Ej, mori mome, kako da rećam, za Soluna, za Stambola, ne ja ne davam. Ej, mori mome, kako da rećam, za Soluna, za Stambola, idola ne davam. Ako odam vobitola, ke si kupam do 3 pajtona, ja zvojeden ke sedam, drugi čagi ke svigat, treti tovar mera ke nosat. Ja zvojeden ke sedam, drugi čagi ke svigat, treti tovar mera ke nosat. Ej, mori mome, kako da rećam, za Soluna,
Rasuna za Stambola Bitola ne dava. Основното јавно обвинителство Скопје соопшти дека се лишени од слобода сите 8 лица за нападот во македонска навигација на 4 јануари. Освен 5 лица за кои претходно информиравме, беше поднесен предлог за определување мерка притвор за уште 3 лица. За двајца осумничени, судијата на претходна постапка определи мерка куќен притвор, на која обвинителството веќе вложи жалба, додека за третиот осумничен се очекува одлуката на судот по предлог на надлежниот обвинител, соопштуваат од обвинителството. По нападот во македонска навигација беа приведени 4 лица, меѓу кои советникот на директорот на македонска навигација Беким Назири, на кој судот им определи мерки за предпазливост, но по жалбата на обвинителството, кривичниот совет ги преименува во мерка куќен притвор. Петтиот осомничен беше приведен подоцна и нему му е определен 30-дневен притвор. Кривичниот совет при Основниот кривичен суд Скопје, постапувајќи по жалба на Основното јавно обвинителство Скопје против решение на судијата на претходна постапка, на кое на 12 јануари на лицето Л.Ќ, за кој постои основано сомнение дека учествувал во настаните во македонска навигација, му определи мерка куќен притвор и дополнителна мерка за предпазливост, одземање на патна исправа и забрана за издавање нова. Донесе решение со кое жалбата на јавниот обвинител се уважува и на осумничениот му се определува мерка притвор во трајање од 30 дена, соопштуваат од кривичниот суд. Јавното обвинителство отвори истрага против 8 лица за кои постои основано сомнение дека сториле кривично дело загрозување на безбедноста на воздушниот сообраќај. За упадот во зградата на македонска навигација и нападот врз вработените, кривичниот суд им одреди мерка на предпазливост на Беким Незири, советник на директорот на македонска навигација, и уште 3 лица, иако јавното обвинителство бараше притвор. По жалбата на обвинителството, кривичниот совет ги преименува мерките на предпазливост во мерка куќен притвор.
Делегација на Сдруженијето на Срби и Македонци Бранко Чајка од Тетово на 13 јануари оваа година на покана на Министерството за труд, вработување, боречки и социјални прашања на Република Србија присуствуваше на откривање спомен плоча на 10 тетовски маченици убиени во Владичин хан на 1 ноември 1943 година во текот на Втората светска војна, информираат од Сдруженијето. Нивните тела се закопани на градските гробишта каде што е изграден споменик, додека спомен плоча е поставена на местото на нивното страдање спроти зградата на Министерството за внатрешни работи во градот. Откривањето на плочата беше организирано од страна на Сдруженијето на потомците на борците на ослободителните војни во Република Србија и општината Владичин хан. Ženam jaz, evе дојде час, најдо мома добра, убава и згодна, и на мајка една. Море ке ја земам, веќе време немам. Ајде сите, ајде, веќе дојде za mene, ajde site, ajde, vreme je za slavje, napite se svega, veselo na zdravje. Se ženam jaz, evе дојде час, доста ерген одев, личнино ми водев, ке ја земам сега, мојта мајка стара, од мена си мара. Ајде сите, ајде, веќе дојде za mene, ajde site, ajde, vreme je za slavje, napite se svega, veselo na zdravje. И тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио. А за крај, во катчето за најмладите, да ја чуеме приказната Чудесната флејта. Ви посакувам пријатен ден. Многу одамна се живеела некоја жена со својот син. Не биле многу богати.
Имале само куче и парче сува земјица. За да го одгледа сина си, мајката морала постојано да работи. Синот израснал силен и работлив. Тој најдобро од се што знаел е да свири на флејта. Откако ќе сработел се што треба во полето, тој ќе ја земел флејтата и ќе ја ставил на усните. Само што ќе почнале да се слушаат звуците од неговата флејта, се наоколу замирало. Изворчињата престанувале да течат. Облаците повеќе не пливале по небото. Птиците не пееле, а мајмуните престанувале да се задираат еден со друг. Сите луѓе од околијата го фалеле младиот музичар. Кога девојките од богатите домови, кои го минувале времето во забава и безделништво, ја слушнале музиката на момчето, секоја од нив сакала да го земе за маж. Но тоа сите ги одбивало. Па така, само бендисаните керки на богаташите постојано размислувале како да го погубат флейтистот. Еднаш, додека тој се шетал по полето, тие го грабнале и го фрлиле во длабока јама. Откако синот не и се вратил навечер, мајката горко заплакала и го пратила кучето да го најде сини. Кучето со силен лаеж почнало да трча натаму наваму. А момчето кое паднало во јамата било живо и здраво, само што паднало во безсознание. Тој го слушнал лаежот на кучето и го повикал. Кога кучето дошло до јамата, тој му порачал да му ја донесе флејтата од дома. Кучето со радосен лаеж отрчало до куќата и почнало да се качува на покривот каде што стоела флејтата. Откако мајката разбрала во што е работата, ја зела флејтата и му ја дала на кучето. Тоа ја зело флејтата со заби, отрчало кај јамата и му ја фрлило на својот стопан. При првите звуци од флејтата, птиците престанале да пеат, мајмуните да се задираат еден со друг и сите се собрале покрај јамата за да слушаат. Мајмуните се качиле на една гранка која се беше свила крај јамата, ја спуштиле длабоко, па момчето се фатило за неа и излегло надвор. Откако се вратил дома, тој продолжил да се живее среќно со мајка си како и порано. Но откако девојките виделе дека момчето се вратило здраво и живо, повторно ги обзела омраза и почнале да коваат нов злокобен план. Па така, за време на еден лов, тие го фатиле момчето, но овој пат го фрлиле во длабок дол. Откако паднало во долот, момчето почнало да се искачува нагоре. Се искачувал тој цели 3 години. Се хранел тој со корење од растенијата, а вода пиел од кладенците. За тоа време мајка му се изнаплакала солзи. На крајот дошол денот кога момчето се искачил до крајот на долот и се нашал на голема ливада обсипана со сонце. Откако разгледал наоколу, тој видел едно поле со речиси созреан ориз. Момчето се израдувало и тргнало кон полето. За 3 години колку што се искачувал по долот, јадејќи корења и пиејќи вода од кладенците, тој толку ослабнал и бил обраснат со брада, што повеќе личал на мајмун отколку на човек. Полето го чувале 2 девојки од блиското село. Кога го виделе момчето, си помислиле дека е мајмун, па сакале да ги повикаат луѓето со лакови и стрели, но тој им викнал: "Не, немојте да стрелате. Јас сум човек кој настрадал од непријатели. Дајте ми да каснам нешто, а јас ќе го чувам полето од мајмуните." Од тогаш тој почнал да го чува полето, а девојките му донеле оризова каша. Првиот пат дошла по старата сестра и уште оддалеку грубо свикала: "Еве ти ја кашата, земи да јадеш, грдотио валкана." Вториот пат дошла по младата сестра, му се доближила и му рекла: "Брате, ти донесов ориз, јади ми со здравје, јас самата го направив."
Еднаш пак двете сестри заедно му донеле ориз. Момчето побарало од нив оцет и чешел за да си ја исчешла косата. Девојките му донеле тоа што барало момчето. Но постарата при тоа јадовито рекла: "Ех, да не си намислил убавец да се сториш." А помладата пак му понудила огледало. Тој се измил, се исчешлал и станал убаво, стројно момче. Постарата сестра прва се влюбила во него и сакала тој да и стане маж. Таа му кажала за тоа на татка си. Тој не се зачудил, ами само се насмевнал и поставил услов. Зад нашиот дом има две патеки. Едната е убава, а другата е целата со грмушки. И двете треба да се уредат. Утре секоја од вас нека се избере по една и нека се фати за работа. Кај која ќе дојде момчето да й помогне, таа и ќе си го земе за маж. Наутро постарата сестра станала уште во црни зори и отишла кон патеката каде имало помалку работа, а на помладата ја останала онаа со грмушките. Момчето тргнало да им помогне и веднаш се упатило кон помладата. Постарата сестра се налутила и му се пожалила на татка си. Зошто е толку глупав, та не дојде каде имаше помалку работа, туку се упати кон патеката со грмушки? Татко и се насмевнал и рекол: "Во ред, утре и двете подгответе му ручек. Она јадење што тој ќе го изеде, значи дека таа што го сготвила ќе се омажи за него." Постарата одбрала ориз со месо од елен. Помладата пак, како и обично, подготвила ориз со сос и рипчиња. Момчето повторно и помогнало на помладата и јадел заедно со неа, а не со постарата. Не сакаше бел ориз со месо, му се пожалила постарата сестра на таткото. А ете, оризот со сос го изеде. Таткото повторно се насмевнал и рекол: "Сега секоја од вас нека му подготви постела. Чија постела тој ќе ја одбере, за таа сестра и ќе се ожени." Постарата сестра подготвила белоснежна покривка, шарена рогозина, многу убава постелнина, убав душек и извезена перница. Помладата пак зела кафеава покривка и обична постелнина, а наместо перница ставила дрвена перница. Откако завршила со работа, таа отишла во кујната и почнала да преде. Момчето исто така дошло во кујната и долго си му абетал со девојката, а кога дошло време за спиење, тој ја одбрал постелата што таа ја подготвила. Следниот ден, татко им и направил свадба. Повторно се зачуле звуците на флейтата, славејќи ја чистата љубов. Момчето со својата млада жена се вратил кај мајка си и така продолжиле да живеат со труд и во убавина. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.